Здраво и добре дојдовте во Wellcast with Јосиф, нов проект и нов формат на проектот. Генерално темите за кои што ќе зборувам се нема да избегаат од тоа што до сега го правев и по кое што можеби ме познавате и ме следите, а тоа се здравје и велнес и затоа и подкастот се вика Wellcast, формат во кој што секоја епизода ќе си имаме конкретна тема со гостин и сум сигурен дека ќе добивате огромна вредност. И се разбира, сето ова немаше да биде возможно толку не беа пријателите и тие прекрасни луѓе во Феникс, домовите за стари, кои што го поддржуваат овој проект и овој Wellcast. А денеска во првата епизода од подкастот ќе ја имаме Дијана Оркич-Шивачев, која што е хрватица, но мажена во Македонија. Таа е кинезиолог кој што е специјалист воедно и по кинезитерапија, човек со многу искуство, многу добра пријателка и моја познаничка. Доволно долго ја познавам за да ја знам нејзината професионалност, работа и знаење кое што ги има, и затоа ви уверувам дека ќе уживате во денешните содржини и одговори кои што она ќе ги има на темата кога вежбањето е губење на време. Така да спреми се за 40 на минути на добри информации и нормално коментирај, оставај коментари, препораки, прашања кои што можеби ќе ги имаш или ќе ги имате. Платформите на кои што ќе може да ја следиш оваа епизода и целиот подкаст се YouTube, Google Podcast, Apple Podcast и Spotify. Дијана, добре дојде и фала ти што ја прифати поканата во прва официјално епизода на Wellcast with Јосиф. И се надам дека, не се надам, убеден сум, бидејќи те познавам долго време и приватно се знаеме, и имаме работено заедно, сум сигурен дека ќе донесеме супер одговори и вредност на денешнава тема, која што нели се вика зошто и кога вежбањето е трошење на време. Фала ти пуно на покана. Се надевам да овој проект стварно ќе биде успешен, овој подкаст, и да гледачи ќе добијат пуно одговора на сите прашања што ќе ми ги поставиш, да ќе им биде се појасно и ќе имам и ја уште нешто да додам на тоа све. Супер. Ајде полека да си почнеме да си се нурнеме у темава, и ја би почнал со делот дека СЗО, нели, кое што е врвот, да речам, во институциите кои што носат некакви препораки, дали е тоа за здравје, исхрана и вежбање, вели неделно би требало да сме активни 150 минути. Но тоа е, нели, фрлено генерално и општо. И дали според тебе постои начин како индивидуалец, еве, например, како јас или некој што не гледа или слуша денеска, да знае што како дисциплина или активност е најдобро за него да го прави и колку време треба да издвојува за тоа? Неделно, еве, да речем. Да. Па овака, тоа е баш доста големо прашање, затоа што тука збориме за сите генерации, нели? Свака генерација има своји потреби и навики. Рецимо помладите, наравно да би, ако се здрави, ако немат никакви попречености зашто би се бавеле активности, би требали да вежбаат минимално 3 пати неделно до 4 пати за оно основно здравје, така? И тоа би максимално требало да трае од 45 минути до 60. Значи тоа е сасвим доволно за некој кој е здрав и нема никакви препреки од тоа. Што подразбира здрав? Значи да нема, и рецимо... што е нездрав, еве? Да, значи еве, како доктори саветуваат, значи ту збориме за шеќер, значи болест диабетес. Онда збориме рецимо за тие високи притисоци, за тироидна, значи тука имаат специјални неки барања и за нив би требало рецимо да се посаветуваат со нека стручна особа која евентуално или ќе ги води или ќе ги посаветува што како да може да вежбаат, јел? У смислу колку сме да идат тие значи у срцу, колку треба да откуцаја буде у минути. Значи на тие работи мора да се внимава со тие проблеми. Добро, и претпоставувам врз основа можеби на тоа и треба да одреди
која активност или дисциплина ќе ја практикува, затоа што денеска особено нели кај младите луѓе денеска нели се повеќе е тренд фитнесот, вежбањето, здравиот начин на живот и луѓето утрка нели да бидат дел од тој тренд и прават избираат можеби активност која што ја гледаат како најатрактивна на Инстаграм, но нели не значи дека тоа е за тебе. Да. И како човек да знае можеби што за него е најдобро? Од каде да почне? Па најпрвенствено да они ако имат неки афинитети, да баш сакат неки спорт кој им се посебно свиѓа, значи по тоа рецимо може да се организира да видат колку пати неделно, не знам дали е то пливање, дали е то некој спорт, дали е плес, дали е фитнес, значи не мора да е то само фитнес. Данас стварно има пуно клубова спортски кои се бави и рекреацијом, не само професионални спортом, така да све зависи нормално, значи што они сакат, што они барат, што им е најинтересно да може да ги задржи у тоа движење. Значи фитнес е нешто што секој спорт е дел од секој спорт. Значи фитнес е дел од секој спорт. Значи дали е то кондицијска припрема, дали е то рекуперација, дали е то припрема за да се побољша способности за некој спорт, да се ојакне мускулатура баш посебна за тој спорт кој им се бави. Значи фитнес е секако дел на се тоа и затоа е најпропагиран. Ама у фитнес и у оваа индустрија имаме доста стручни тренери кои можат со такви особи и да држат фитнес тренинзи, групни тренинзи, значи имаме стварно голем спектар какви движења може да се користат. Така е, да, и ја мислам дури дека таа големина на избор некојаш можеби прави што викаат американците option paralysis, да не знаеш од каде и да почнеш, но од друга страна па ти нуди можност, да пробаш доволно работи за да се најдеш која активност можеби на тебе најмногу ќе ти лежи на карактерот, на духот, на нели која ти е најприфатлива, бидејќи како што рече нели на долг крок само така можеш да издржиш кога нешто ти е добро да го правиш. А има еден друг момент кој што нели знам што ми е омилено и што ме привлекува, но овој го научи благодарение на тебе, затоа што јас бев човек кој што, вежбањето ми беше како нешто што мора да се чекира неделава, нели да постои 3 до 4 пати. И при тоа, јас одев на пред нели да речем пред пандемијата одев на фитнес, класично во теретана. И моето одење изгледаше, нели, одиш, 2 минути посветуваш на вртење на вратот, колку да можеш да штиклираш дека, нели, нешто си се загреал, поминуваш, нели, машини, исправи кои што се дел, кои што ќе нели, си одлучил некоја група на мускули да ја вежбаш и вежбаш, истегнување кога како, и тоа можеби по 2-3 минути. И знам дека, нели, сам секој од нас горе-доле свесен дека тоа не е во ред. И ја денеска не го правам тоа, апсолутно поразлично ми изгледа рутината, но дали и колку е важно човек да си го осознае телото пред да почне. Во смисла, постои ли ризик ако не знаеш можеби дека имаш некаков деформитет во постурата, во држање, да не знаеш дека можеби имаш некој проблем со кардиоваскуларниот систем. Колку може да биде ризично тоа незнаење во следните години кои што доаѓаат вежбајки, затоа што нели секој од нас вика ако вежбам си го подобрувам здравието, но можеби тука постои ризик да ако не знам доволно за себе и мојата состојба да отиде и у погрешна насока, во оштетување на здравието. Така е. И ти мислам дека го гледаш тоа на секојдневно ниво затоа што работиш со луѓе. Да. Јас се согласувам со тебе и тоа е одлично прашање да едноставно клиенти не знаат уопште ни како треба да се почне, ни дали су они за тој спорт, дали се они за таа активност. Едноставно треба им некогаш да их се усмери. Проблем е што веćina, 95%, можам слободно да кажем, од вежбачи, небитно која година, колку години имаат, тие имаат сигурно некој проблем со постура. Дали су то рамна стапала, дали е то деформација зглоба колену, кукови, рбет. Значи тоа е многу често и што се случува? Зашто е тоа проблем да се не зна, а се влага рецимо во фитнес центар и се сака да се вежба, се видели неки вежби на Инстаграм. Зашто е проблем? Не е некој страшен ризик, ама едино може да немат никакви
позитивни ефекти. Дури може да имаат негативни ефекти, да и грб уште повеќе боли, ако их е болел до тогаш, можат наравно да повредат колена, затоа што едноставно немаат правилно движење, jer тоа прво мора да се деформитет, ако е можно да се исправи со вежбање, а ако ние да се иде на нормално, има оперативни захвати и други начини како тоа може да се регулира. Стапала нормално, врло едноставно, наједноставниот, данес имаме многу доступна технологија која мери движење, стапало како се движи, за врло мало пари може да се провери тоа као у диагностичком центру и на темају тога се добиваат влошки и се наставува да се вежба, да нема никакви проблема, затоа што стапала многу знаат да прават проблем у вежбање. Луѓе не се свесни тога, они знаат да имаат рамна стопала, ама никој не им кажал да е тоа битно да се исправи. И битно е да се то носе влошки ако имаат проблем. Нас научиле, нели, важно е нека трча детето, нека се рекреира, а практично... Да, а тука имаме најголем проблем, затоа што кога имаме некаков проблем со стапала, ако со рамна, значи цели кинетички ланац нагоре се руши до рамиња. Значи, тука имаме и деформација у колено ради стапала, имаме деформација у куковима, да не зборам у движењу, значи те вежби што се изводе ни една не е исправна, затоа што едноставно не може да биде исправна, имаме константни пролапс, имаме константно пропаѓање структура при движењу. И со нешто компензира, така телото мора нешто да искомпензира. Ако некоја имам слаба карика, некоја друга карика ќе го понесе товарот и ќе се оштети веројатно. Тако, и таа веќе начната структура што е веќе нашата, ние со движење кое сметаме да е исправно, уствари само погоршаваме сликата. А уствари е многу едноставно да се исправи тоа. Значи едноставно да одиш на преглед, ортопед ти каже да имаш проблеми со рамна стапала или било каква деформитет, се прават влошки за неколку дена и ти влагаш во сала без никаквих проблема. Добро, и кога се оди на тие проверки, ја не сум бил, али ти искористив тебе. Да. Пошто имаш познавања, веројатно и можеби некој тренер кој што е со добра спремност може да утврди за рамна стапала или не? Да, може. И то најчесто буде, пошто ако се рецимо нови обувки патики, ако се нови, знае да не се примети на прв момент, ама чим рецимо дадеме неки тестови, пошто имаме многу тестова, рецимо обичен чучењ ни кажува многу работи од телото. И веќе во чучењ ние ќе приметиме да таа една нога или дури двете нешто чудно се случува со стапалото, патиката пропаѓа према внатре, прстите идат према внатре, ротација имаме у стапало, на надвор или на внатре. Значи, тука веќе видиме да нешто не е во ред. И посебно ако му нагласиме на вежбачот, ајде сада пробај да ги држиш правите нози, да не ти петите влагаат према внатре, и ако видите да не може тоа да исконтролира, значи тогаш веќе знаеме да имаме проблем со стапала. И да треба да го пратиме кај стручна особа, баш да компјутерски се провери тоа и да му се направат влошки. Пошто со вежбање, кад збориме на равна стопала, не може да се... Не може, да. Значи, тоа е више завршено, не е битно ни колку години има и да е уште у рецимо 12 години, да е у пубертету и исто не може да се исправи. Значи, равна стопала се равна стопала, док рецимо ко тие други деформитета што рецимо пескавус или такви неки деформитети, ту може да се направи со вежбање. Значи, само код равnog стопала имаме проблем и тука мора да дојдат влошки. Да, ма решението е врло едноставно. Многу едноставно, влошки, као не да. Сигурно е многу по, да речем, не е дека е комплицирано, туку поише време бара, ако е, не знам, од типот лордози, кифози, така натаму. Тие веќе бараат време за да човек се исправи уз вежбање и она што... Тоа е друго, тоа стварно више треба стручна особа, дали ќе биде тоа физиотерапеут, кинезитерапеут, некој кој се занимава со тие деформитети, и тоа исто може лесно да се среди ако е мали ступањ на закривеност. Ако говориме о веќим ступњевима по кобу, тогаш мора оперативни захвати. Добро, се знаеш што ми излезе едно прашање од ова што го зборуваш. Што значи ако имам некој таков деформитет на кифоза лордоза, кој што не го третирам и се провлекува можеби и до повозрасни години? Дали на повозрасни години ќе дојде ден кај што можам да одлучам да почнам да го третирам со кинезитерапевт, физиотерапевт,
или веќе е предоцна и мора да биде оперативно или веќе ни оперативно не е решение. Вака, кога Што се случува кога ми се провлекува со години тоа? Значи зборувам десетици години. Кажем, кod tih manjih deformiteta što su tako zakrivljene su 10-20 stepeni, nije bitna возраст. Znači može da se počne u bilo koje vreme da se vežba i to može vrlo lesno i uspešno da se ispravi. A kad zborimo o tije golemim deformitetima, togaš operativni zahvat ide samo ako je nad 40 stepeni, ako je došlo do rizika na ostale strukture, na organe, onda da. A zato što teška je operacija i nije se doktori prihvaćaju da ја решаваат таа проблематика на возрастни години. Не е рутинска операција. Не е рутинска, тешка операција ама кажем, се зафаќаат само ако е, не знам, угрожено срце или неки други органи внатрешни кои се нели при ротација ребара нагнечени од Па тоа значи уствари дека и ти да не вежбаш ако треба да провериш дали имаш таков проблем и да го третираш на време. Па може ќе ти дојде мотивација за вежбање по 2 години. Да, најчесто тие деформитети доаѓаат или со роѓење, така да веќе тоа доктори знаат, или доаѓаат у пубертету. Тоа се зове идиопатска, значи не се знае, почесто е кај девојчица, не се знае како настанува, ама се многу лесно види ако е голема деформација. Ако е помала деформација не се гледа и тогаш родители не барат помош, пошто не приметуваат тие работи, пошто тоа почесто ќе примети некој на систематском прегледу или нека стручна особа која се бави баш као што е кинезитерапевт и физиотерапевт да им нагласи на родители да треба дете да почне да се движи. Ама да би тоа све тоа превенирани, доволно е само да деца се запишани на било каков спорт у таа возраст кога растат, значи кога се у развој. Тогаш е најбитно да се деца во спорт. И тоа сакам да нагласам баш да збориме на таа тема за вежбање, пошто многу пријатели не се за своја деца ни слушнали така нешто и сметат, не, битно ми е сега да иде на пијано, да иде, не знам, на неки други работи где веќе седи, значи сега сме и у пандемија када седи деца учат од дома и сметам да морат похитно да ги запишат на неки спортови. Дај ќе биде тоа пливање. Тоа не значи отпиши го од пијано, туку значи и тоа. Да, значи сигурна сам да 1 сат во ден или 3 пати неделно, по сат време да ќе најдат време за децата, да ги однесат на нека спортска активност, било каква, nije уопште битно. Дали е плес, дали е борилачка вештина, дали е пливање е најидеално, пошто тогаш до 9 година се развија рвет и тогаш е најбитно да се вежба, пошто у базену немаме тежина на кости, него едноставно само мускулите се активни цело време. И тоа е многу битно и многу убаво се развијаат тие коштани структури со такво движење. Јасно. А добро, како адолесценти не може таков деформитет да се појави? Например, еве, денеска многу адолесценти, речиси половина ден го поминуваат седечки на компјутер. Апсолутно. Може? Може. И кој не е тоа проблем. Ама, ако се они вежбали у таа возраст, рецимо кога су се развијали, они сигурно за 50-60% имат мања можност да дојдат у адолесценција со таа деформитет. Значи, они тогаш поретко ќе добиваат деформитети, затоа што су се движили кога е било најбитно. Тоа сакам да кажам. Ама, и ако се случи, никогаш не е касно да се то среди и да се почне активност и сметам да со активност не треба се престане никогаш. Значи, само ако доктор баш има неизричито некој разлог зашто особата не сме да се движи. Иначе од роѓења па до крај ние сме направени да се движиме. Да. У ДНК ние. Апсолутно. Значи како јадеме, како спиеме, движење е една од тих ствари што е преко потребно. Супер. Сега, има луѓе кои што можеби се движат доста во текот на денот и од тебе научив за ролање и стречинг, односно истегнување, како е правилно, колку треба и така натаму. И фала ти. Али знаеш што ме интересира, што ако човек или постои личност која што редовно прави ролање, редовно прави стречинг, можеби редовно се движи, дали тоа може да се рачуна како вежбање и физичка активност? Или треба човек да носи грижа на совест дека ништо не прави? И кои се тие луѓе кои што не треба да имаат грижа на совест,
ако го прават само тоа, затоа што денеска ни се наметна некоја рамка и филозофија и слика дека вежбањето мора да подразбира, нели, Трчање. да брефташ и да трчаш и да бидеш испотен и да се сликаш и да постираш колку повторувања, колку тежини си направили, знаеш, а постојат луѓе кои што можеби прават ролање, прават истегнување, се движат и се се осеќаат со грижа на совест и вина дека и слушаја ништо не вежба. Па, тоа е одлично прашање. Вака, стречинг и ролање е врло битен дел од тренингот. Значи, имаме особи, посебно кај мушка популација, они имаат смањена флексибилност. Мислам, нормално, природно е тоа. И за нив, рецимо, ролање и стречинг и како има да их испоти. И како има да им буде теже него било каков друг облик на движење. За ова јас сум пример. Пред пандемијата конечно се убедив да почнам со јога. Јас не можам да ти значи сум се срамел на часовите по јога колку сум се потел. Застанувам во некои пози, значи поплава правев. Така е. Рецимо и јас со мои вежбачи исто, кажем, со мушка популација, со жени малце подруго, ама се случува и тамо. Кога, значи, имаме тренинг јако тежак и на крај обавезно имаме стречинг и ролање, тих мускулатура кои сметам да не се доволно истегнати, да имаат тригер поинтси. Они се повеќе испотат на крај на тренингот и ми кажуваат, па сега сум се повеќе испотил него цел тренинг што сме направили. Затоа што кога као тренер мора да знаете што му треба на клиентот. Дали тој има превише флексибилност, па треба да работиме на снага, или има превише снага и треба да работиме на флексибилност, пошто баланс тело бара да се движи, бара мобилност, бара флексибилност и снага све еднакво. Значи не многу луѓе ќе доаде ја ова сакам или овака сакам да изгледам, сосема друга работа е зашто си што ти треба прво, а не што сакаш. Тоа е добро ако они така дојдат. Нели има големи тоа е цели. супер ако они дојдат кај некоја стручна особа и кажат сакам вака да изгледам. И сега ја им дам тестови, видам што ствари не чека до тој цилј, им кажам така, тоа треба да се направи. Значи може тоа нема да биде оно што се они замислили. Они се може да мисли да ќе правиме кардио 5 дена у недела, а уствари може да ќе испадне еден ден кардио, а све друго ќе имаме снага, флексибилност и статички неки вежби, изометрија. Значи све зависи од индивидуалности. Мора да се направи тестови. Значи како тренер со доста искуства, тестови су мени направили више од 90% свега до cilja што треба да направиме. Значи, вежба се најмањи проблем. Ти кога имаш спектар вежби, ти ćeš дојти до cilja. Ама ако ти не знаш пат којим требаш да идеш и што треба прво да се направи, а што второ, трето, тука имаме проблем. Тука имаме проблем затоа што тој клиент може да имал некој проблем, не е знал да има проблем, вие као тренер морате да знаете да он има проблем. Не можете и вие да не знаете да он има проблем и да идете негде во неку слепу улицу. Значи мора се знати кој шта бара и вежбач кога добие знак од вас да вие знаете што правите со него, он добива и менја цилеви. Он автоматски менја цилј зашто е дошол. И па затоа и ми беше, знаеш, прашањето поарно, знаеш, некојаш човек можеби е на вистина подобро да се рола, да има стречинг и да биде активен со пешачење и така натаму, отколку само као нели на ентузијазам и со глава од зид затоа што и ова е тренд и сега и ја да бидам дел од тоа. Апсолутно. Не е свако начин вежбање за секого. Има луѓе кои стварно не може да поднесат кардио движење. Вие морате за тој клиент да дојдете до cilja без да му дадете кардио, што е врло можно. Вие ќе му дадете неки вежби снаге, ќе му дадете рецимо да хода, да не дига многу откуца е срца, да доаѓа у таа фаза где се троши не масти, него шекери и други работи, се он многу изморува, него натенане, дачите му вежби кои он може да поднесе, кои нема да му направат одбој од вежбање, пошто тоа е, вие клиента мора да задржите у активност и дури да го навикнете да му е тоа нешто без чега не може да живи. А кој е подобар тренинг? Ако се чувствувам изгазен после тренинг, едва да си стигнам до дома со тремор, или да
имам енергија да се чувствувам полетно, или има ситуации кога и едното и другото треба да го чувствувам. Затоа што, знаеш, и јас сум се фаќал порано кај што, нели, ако не се чувствувам згазен после тренинг и ако не сум воспален, дека, нели, не сум дал најдобро од себе. Така е. Вака, по мом искуству, пошто сам јас спортист, и луѓе менуваат ако су се бавели неким спортом и рекреацијом. Они тие две работи ги мешаат, а тоа се многу различни работи. Зашто? Кад збориме о спорту, професионален спорту, сваки тренинг ви идете дома скршени. Ви идете прегажени дома. А кад збориме о рекреација, вие треба да се чувствувате подобро после тог тренинга. Значи, вие треба да имате уште сила да го издржите остатокот на ден. Пошто професионален спорт е посал. Тоа е посал, тоа не е рекреација. Кога збориме за рекреација, вие треба да имате сила за остатокот, за работа и за слободно време ваше. А вие ако си након вежбања осеќате изморено, од работа сте изморени, од вежбање изморено, па тоа ќе брзо се вршити. Нема одржливост. Нема одржливост. И зашто? Прашање зашто ми то правиме? Зашто ни е потребно да ние ќе дојдеме до cilja и ако дојдеме 5 пати неделно по 30 минути да вежбаме, ќе дојдеме до исти cilj као да сме вежбали 2 пати неделно по 2 сата, дојдеме ќе до исти cilj, ама нема да имаме таква воспаление и таков умор као што имаме након таков начин на тренинг. 2 дана гажења и 5 дена умерено вежбање. Одлично. А што се случува со, да го кажам, површно каубојско вежбање, затоа што и мене на неколку пати ми се случувало, не дека секој од нас се фаќа у денови која едва и некако потегнува со вежбање и го мрзи. Например, дали е подобро уопште денес да не вежбам, отколку да отидам на вежбање и да биде тоа пола на телефон, пола, нели, направи некоја серија, па скокни, па отиди на трака по пешачи, демек на планина, нели, го дигаш степенот на траката за да ти биде потешко, демек еве се испотив и го штиклирам дека сум го направил. Дали човек треба да си го губи времето таму или сепак е подобро од ништо? Која е твојата филозофија? Па, кога ја имав такви денови, јас си најдов начин како ќе се мотивирам. Значи, мене мотивација била нешто најбитно што ќе ме води на тој тренинг. Пошто, нели, јас знам, ја го сама себе правим тренинг, знам што ме чека тој ден и дури ми е потешко него да некој кој доаѓа со тренер да вежба. И морам некако да се мотивирам. Моја мотивација беше музика. И рецимо кога би гледала не знам, тогаш не е било Инстаграм, ама YouTube, и би гледала како рецимо други вежбаат, и мене би то постако, могу ја овако да направам, тоа би ми било како некој изазов. Сама би себе правила изазове и тоа би ме мотивирало да идем на тренинг. Не би користила телефон, никако осим за музику. Значи, телефон у фитнес не треба да се користи. Таму му не е место, осим да си пушта музика од телефон. Преголема дистракција. Да, преголеми паузи, ние ништо не правиме. Ние сме рекреативци, ние е тоа професионален спорт. Секако ќе направиме боле него да сме остали дома да лежиме. Ама немаше потреба. Можевме да завршиме со тренинг тих пола сата, сат времена и после да си одеме дома да збориме, да гледаме што сме сакали веќе по телефон. Така да, мени телефон за вежбање не ми е бил потребан. За вежбање ми било потребна мотивација. Значи, морате да си најдете мотив зашто, cilj, и секојдневно да се мотивирате, секојдневно, пошто нормално секој ден... Што била твоја мотивација? Па највеќе музика, значи, направила би неку плейлисту и онда би кренула на тренинг. Знала би веќе што план имам за тој ден да вежбам. Дури ако ми и тој ден не е ишла таа вежба кој сум планирала, би ја сменила со нека друга што би ми иша можда полесно или, не знам, уз ритам и завршила би тренинг така. Значи, музика ми била највише и кажем, видеате како други вежбаат. Зато се иде у теретана, да има луѓе да ве мотивираат и не мора тоа буде видео. Да, али види, знаеш што се, некогаш и тие луѓе, има луѓе кои што кои ќе видат други докаде се стигнати и ги демотивира. Да. Знаеш, као тие, че ја кога ја овака, знаеш, кој ќе човек ќе си
предпостави колку време му треба, може би е демотивирачки. Али што у такви ситуации и споредби кои што луѓето често знаеме да влегуваме? Па не треба да се споредуваат луѓе. Сметам да треба свако да гледа свој пат и да си гледа свое почетно стање, значи оно од кај он почнал и кај е стигнал до тогаш, него да гледа некој друг. Посебно у денешно време искрено не е некогаш и реалното што видиме околу себе. Тоа е оно што ме растужува, што има многу млади луѓе кои се веќе доволно згодни и развиени, да немат потреба да узимат нека друга средства, да би били поразвиени, значи зборам за разне стероиде, што сметам да у рекреација nije никако место, а још ни у спорту, а још мање у рекреација, затоа што луѓе мешаат своје неке разлоге, комплексе, за жал морам да кажем комплекси, и доаѓаат на тоа место да си бараат утеха. Па, знаеш, не ја сакаат крајната слика, а не сакаат да ја платат цената, пошто они го гледаат крајниот продукт. Ти кај спортист, као, не знам, било кој од врвните спортисти, па и од не толку врвните, ти ја гледаш крајната слика и неговиот резултат и што он постигнал. Ама цената што ја платил он била години, а ти сакаш за година дена да стигнеш до таму и правиш А дали они знаат последици? Значи, ние имаме тука огромни последици. Значи, ние збориме за млади луѓе. Да, ма никој не зборува за тоа, очигледно. Па, треба и тако еден подкаст да направиме. Јас сам радо ќе се одазовем на тој подкаст, пошто кажем, у рекреации млади луѓе, презгодни, немају потреба да си праве проблеме. Тоа су стварно правење проблема, здравствених, озбилних проблема, за жал кои нема да после има лека. И тоа треба да си знаат пре него да почнат у таква прича. Сасим доволно е да идеме корак по корак напред, да се секојдневно чувствуваме добро и да сме задоволни со свој изглед и да се мотивираме на здрав начин. А колку е кога сме кај резултати и некаква се слика постигнување, што сме си ја замислиле, колку често, на кој период треба да се препроверувам до каде сум? До кај сум стигнал, затоа што сметам дека понекогаш луѓето и тоа пречесто проверување на вагата или на обем, дали не знам у огледало или било кој да е резултат, повторувања, кревање тежини и така натаму, мислам дека пречесто и прерано си пресудуваат дали се на добар или на лош пат и која е таа граница кај што треба да си ја постават? Значи, у рекреација обично кажуваме да се тоа 12 недели. Значи 12 недели е сасвим доволно да се прави проверка. Значи пред 12 недели, посебно кога почнуваме тек со вежбање, нема потреба да ние секоја недела мериме, окей, да, килажа, да, ама сега да очекуваме да за недела 2-3 да ние ќе имаме неки големи резултати, е апсурдно нездраво. Значи ако будеме имали нешто, ту имаче неки контраефект. Дали ќе биде претренираност, дали ќе биде тотално одустајање од вежбања. Значи, морамо да си дадеме време. Што се тиче рекреација, ние морамо да сватиме да е тоа стил живота. Да тоа не е нешто што ние привремено правиме и да ќе завршиме, дојдеме до cilj да станеме. Не. Ние ќе вежбаме цели живот. Ние може да менуваме начин на вежбање, дали ќе биде тоа сега групној програм, дали ќе биде некој спорт. Ние мора да сме активни, дали ќе шетаме по планина, уз река. Значи тоа е све движење и оно мора да постои до крај на животов. Докле год сме способни да одиме, да се движиме, здравје, да чуваме на тај начин. Значи не треба да се оптеретуваме со ти неки мали циљеви. Значи треба да гледаме здравјето на прво место. Рекреација служи за здравјето, да го побоljшаме здравјето. Не е спорт. То не е спорт. Спорт не е здрав. Спорт не е здрав, значи затоа што цело време си на работ на издржливоста и на лимитите. Тако е. Значи ние у спорту се игра, мислим тоа е више станал бизнис. Ние тука идеме да дојдеме до рекорди, да би дошли да би земали некаква награда. Идеме да добиеме повеќе бодови у такмица, идеме да добиеме бољи резултат у спринту, идеме триатлон. Значи тоа су страшне ствари кои се дешавају на телото. Значи страшни ратови, да. Значи последици ќе биде последици, значи секој спорт
секоја особа која се бави професионално со спортом ќе има последици. Значи тоа мора да се знае. Дали тоа ќе биде на зглобовите, дали тоа ќе биде... Па ево, гледали сме и филмови, нели, Рони Колман што беше за бодибилдинг. Значи, тоа су те последице. За дебелени зидови на Апсолутно, комори, срчани удари од 40 години. Значи, збориме операции на кукови. Значи, тоа е потрошено е све. Значи, телото е потрошено. Ти уствари сакаш да ставиш авиону од мотор во кола. Тоа е аналогијата некако, знаеш, го форсираш каросеријава и колата со перформанси за кои што не е направена. Да, тоа не се здрави работи, значи тоа не се људско тело едва и подноси. Значи, до лимит идеме. Да. Апсолутно идеме до лимит. Да, тоа е до некој момент интересно. А колку, сега ќе помислам, колку луѓе има кои што не се спортисти, а кои што вежбаат по 6-7 пати у неделата? Дури вежбаат по 3 пати дневно. За жал, добро, мислам не е за жал, среќа траело е кратко. Јас како спортист, нели, атлетичар и бициклист, секогаш сум исто сакала да дојдем до своји лимити и тоа на тренинго што правевме ми не беше доволно, па си уште 2 тренинга дадов плюс у ден. Да, тоа ќе биде стречин, тоа ќе биде плюс снага, плюс стомачни. Значи, ама цело време, сигурних 5 година и ја идев до лимит. Наравно, имаше последици, кои су се среќа брзо јавили, па сам сватила да идем неким погрешным путем. Така да сватив да е спорт, тогаш не е здрав. Ја не се осеќав здраво. Не се осеќав здраво, дури се осеќав како да сум некој друг свет. Се издвојував од другите луѓе, пошто имав свој некој свет. Така да и тие спортистите имаат свој свет и све е тоа супер, ние ги гледаме, ние ги мотивираме, сами се мотивираме гледајќи нив, ама мора да сватиме да тоа не е здраво. Мислим, не е здраво тај начин на живот. Добро, еве, после живот на, нели, спортистите до отприлика, не знам, 40 години максимум ќе биде активен. После нема начин како да се како да кажам, да се опре од целиот тој товар што си го давал у годините. Па, за сега медицина не е баш измислила. Обично су тоа операција, некој завршава и инвалидским колицима, некој завршава са... едноставно, тука збориме о потрошености на зглобовима, најчесто. Значи, тоа су оптеретувања, да се то скокови, да се то трчања, значи, то многу троши зглобове. И нормално, они ќе направат операција, ама скоро сите завршуваат на операција. Мислам, не е нормално тоа. Да 40 година имати да ве боли све. Да, апсолутно. Нема смисла, окей, тоа се они правили ради бизнис, тоа нима бил посел. Они су се за нешто жртвовали. Ама сакам да кажам да рекреативци не треба да се успоредуваат со нив. Ако веќе сакат да бидат спортисти, онда нека се зачинат у некој клуб, нека имат резултати, нека прават некои пари од тоа. Зашто ти рекреативац имаш нека работа со страна која си ја работиш редовно и сега сакаш од фитнес не разбирам што. Да. Значи, фитнес, well-being, тоа е нешто како велнес. Значи, ти треба да се чувствуваш добро. Не треба да се распаѓаш после. Така. Але види, тоа се веќе лични цели, лични одлуки, луѓе некојаш имаат како да кажам, преголеми цели и толку голема мотивација за да остварат некои можеби во спортот резултати. По цена и свесно, така, затоа што не верувам дека спортист после одредена возраст не е свесен дека нели го носи телото на работна издржливост и дека тоа ќе го плати во подоцнежни години, ама го прави свесно. Свесни. Можеби е пострашно кај луѓето кои што не се свесни, а кои што форсира 6-7 пати во неделата вежбање. Да. Не, дефинитивно сметам, кога зборевме за мотивација и кога гледат тие и се демотивираат по фитнес, може се они баш гледали тие спортисти што се припремат за некој надпревар и они се го измешале и да мислели да е он како они.
Значи многу у фитнесу има спортиста професионални кои се баве со некој спорт и дошли се да направат кондицијска припрема. И сега тој вежбач го гледа и говори ово не можем. Па нема да можеш. Имам уште едно прашање и би ставиле крај. Мислам нека супер епизода направивме. А прашањето ми е повеќе за возрастни и стари лица, затоа што нели филозофијата на луѓето после да речеме 50-та година и 60-та година е дека макар што се менува полека, ама присутна е таа, дека нели моите години поминале, зошто да бидам активен, поминало моето време кога да бидам активен, но дали ти се сложуваш со таа филозофија и што би било една насока за луѓе кои што се над 60-та година, што за нив подразбира доволна активност во денот, во неделата, затоа што знаеш и нивната мобилност и флексибилност е веќе се понамалена, ама претпоставувам не значи тоа дека нели готово доаѓа крајот, туку напротив претпоставувам значи дека и може да се многу поквалитетно да се помине старост. Одлично прашање и сметам да на оваа тема треба почесто да се збори, пошто баш таа генерација постара е некако запоставена, а на нив им највеќе треба. На нив највеќе им треба движење. Када збориме за луѓе од 50 години, тие години не е пуно 50 години. Абсолютно. Тие луѓе се у пуна снага уште, пошто се стварно продолжи животни век. И сметам да тие треба да се бават да се баве со рекреативноста потпуно нормално као и оние од 40 години, ако немат, кажем, некои други разлози здравствени кои доктор ќе им каже не смеете толико да вежбате. Ама и тие што имат некакви болки, проблеми, шекер, срце, мозочни, значи и за нив има движења која ќе бидат сасим во ред, да се разгибат од сабајле, да прошетат малце, да рецимо кај нив е битно тоа стречинг, пошто кај нив се те структури се сад веше окоштавају, не су више толку мобилни. Битно е да се активни, да таа мускулатура што подолго буде голема, пошто нели сваких 10 година ние губиме 10% на мускулатура, вежбали, не вежбали. Сад замислете некој кој не се бавил никаков спорт и доше до 50 година, значи он веќе 50% негови мускула су осушени. Значи они не постојат, отрнули се и изумрли. Значи ние мораме да ги пробудиме тие што се останати, да ги активираме, да ги носат полесно, и кости со време нели постануваат пошупљи и полесни за лом и за некаков полесен пад или трзај. Малку треба да се скрши. Да се скрши. Ама ако ние имаме некаква мускулатура веќе изградена, значи не треба они да изгледаат како бодибилдери, ама да имат мускулатура да се движат, бар да се само мобилноста да прават секој ден, они ќе завршат многу работа. И тоа подразбира да речеме стречинг со пешачење, можеби би било доволно или стречинг со пешачење имаме доста вежби кои се може да се прават рецимо на лежалка, значи лежечки позиции, на коленима, на раце, значи на се така позиции кои се полесни, кои се веќе доле ниско, значи да не се настанати нозе, него да се веќе значи супинирани, така се каже, позиции кои нема да дојде до нека додатна повреда, да може да се лизнаат, да нешто така, значи да се сигурни и да имат лесни реквизити како топки, мали топчиња, ластици, значи обавезно ластик, значи изометриска контракција е најбитна за таа генерација. Имаме многу вежби кои се прават како превентива за таа зрела доб, значи како превенција рецимо да имаме проблеми со грбот, нели со дишање со кревање на нога, значи многи не можат ни на степеница да се качат, да се симнат, што е уште потешко него да се качиш. И колку време тоа би одзело у денот? Значи сасим доволно е рецимо ако сакат еднаш, пошто не имат време реално, и може дури 2 пати од сабајле и попладне да прават. Значи од сабајле да почнат лагано разгибавање, а увечер рецимо околу 5 да направат пар сесии со тие лесни вежби. Тоа се 2 пати по 10 минути максимум. Па 10 минимално, а ја би препорачала дури по 20 и 30 минути.
Добро. Jer oni Да, имаат тоа не е поголеми многу паузи. време, особено луѓе кои што си у пензија, макар што секогаш си наоѓаат изговори, Да. нели, ја леле не ручек од внуците ова она, Да. а од Многу друга едноставно. страна квалитетот на живот ќе биде многу поголем и ќе бидеш од многу поголема помош Така и за е. тие луѓе кои што у моментов ти се изговори и оправдување. Ама за нив е битно, они ќе се почувствуваат puno поздраво и полесно, политно. Едноставно тие основни работи што ги вршат да одат до дуќани и такво, тоа ќе им биде полесно, jer нима им е тоа сега тешко. А може ли се со 15-20 минути во ден да тоа немат, тие проблеми немат? Многу е лесно. Многу вежби има. Не, многу е едноставно, ама не е лесно. Сите овие работи кои што ги зборуваме се практично знаеш од почеток како почнавме со, не знам, ако имаш проблем со рамни стапала, решението е толку едноставно. Да. Ама наш човек доека нели се знае. убеди, натера и дознае и провери, треба време. Искрено јас сакам да направиме некогаш програмата. Еве баш за таа генерација, ама кажем не знам колку они не се на тие друштвени мрежи, ама не се. Може на Инстаграм не се, ама на Фейсбук се, па не, веќе можеме реално да направиме Фейсбук нека. има многу голема популација на луѓе во повозрасни години, кои научија луѓето дигитално се описменивме за да, знаеш, и повозрасните генерации се активни. Ево на овој пат онда ќе ги викнеме да ни пишат дали се они заинтересирани да ние направиме програма баш за од 50 до 70 години луѓе, една програма 10 тренинга за цело тело. За дома. И тоа е супер. Да. Ете, баш одлична идеја. со помош на столица, со помош да си купат ластик. Не, дома што ги имаш, што имаш ствари дома. Со шише од вода. Па за внуци имаш дома топче играчки, некој. Да. Еве, ако буду заинтересирани, нека нам пишат у коментари на друштвени мрежама, еве на тебе Да, може да добра идеја ти ова. Да, и ќе видиме колку ќе биде одазив и еве јас ќе се луѓе сигурно ќе биде мал затоа што не многу луѓе се, знаеш, се едноставно луѓето сме тешки на промени, особено знаеш, колку по-возрасен си ти се вкоренети некои навики, потешко е да направиш некоја промена, ама сепак и стода се е подобро од ништо. Ама ќе им биде стварно занимљиво, не е тоа да е нешто тешко, да ќе им биде, значи, нешто ќе им улепша ден, ќе ги расположи, со свако движење долази до лачење на хормон на среќа, што мислам да у тие години максимално треба. Има млади луѓе кои што ќе им кажат има нешто за тебе. Да, нивни деца, еве да им поклонат како поклон за нив, да им пушат на телевизија и да си гледат и да си вежбат со нас. Супер, Дијана. Фала ти многу и баш одличен старт на прва епизода и на овој Wellcast with Јосиф. И нема да биде последно гостување, затоа што ја се уште се чувствувам дека има уште многу да си разговараме, али ќе оставиме за можеби следен пат со некоја повторно тема во делот на активниот живот и на wellness, затоа што па и ти си доста дисперзирана во сето тоа. Не си нели само фитнес тренер, туку знам дека и јога и стретчинг и многу други работи и ги правиш и ги промовираш и ги практикуваш со твоите клиенти. Хвала ти, Јосиф, ова е одлична емисија и многу ми се свиѓа да ваквим темама збориме, затоа што сметам да треба да се збори овие темама, да немат луѓе кај да слушнат, гледат само вежби, а не знаат позадината на вежби, така да еве слободно тука сум што го треба, сакам да дојдам пак да збориме на неки нови теми вежано за вежбање. Сметам да стварно добра порака шалјеме за и млади и за постари. Супер, и јас сметам и сум убеден. Дечки, фала ви уште еднаш за времето одвоено, за внимание и се гледаме у следна епизода. Чао. Чао.